Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тврди дека веќе 13 дена нема одговор за тоа како 5 тони марихуана ја поминале границата. ВМРО ДПМН со фотографии, собственикот на запленетата марихуана рамо до рамо со Филипче. 13 дена нема одговор како 5 тони дрога вредна околу 40 милиони евра поминале преку македонската граница. Сите молчат. Кои се луѓето? Граница, во царина, во полиција, во Министерството за внатрешни работи, началници, директори, службеници. 65.000 камери од Safe City, скенери, контроли, полиција и никој ништо не знае. Мицкоски се прави дека не знае, Тошковски не знае, Николовски не знае, Тарчуловски не знае, Томовски не знае, цела влада не знае. Како да не се од тука? Стои во соопштението на социјалдемократите. Со денови ги слушаме СДС и Филипче во прашална форма како лажно ја обвинуваат ВМРО ДПМН за некаков шверц на дрога, па го меша Томовски и кој се уште не. Но еве ја вистината на дел. Откриваме фрапантен податок и фотографија која покажува директна инволвираност на Венко Филипче со шверцот на илегална дрога. Венко и газдата на фабриката со илегалната марихуана еден до друг. Венко Филипче на телевизиско интервју кажа дека нема никаква врска со вистинскиот собственик на фирмата ЦБД Медплант и поранешен функционер на СДС, Тони Котев, а како што гледаме на сликата, тие двајца добро се познавале и соработувале.